Владата не постигна напредок во клучните реформи. Вака почнува економскиот дел од извештајот на Европската комисија за земјава. Плановите за фискална консолидација биле одложени, што значи планираните приходи не се остваруваат, па државата постојано мора да крпи дупки со нови долгови. Државниот долг порасна на 62% од целата економија. Тоа значи дека за секој 100 евра што ги создава економијата, државата должи 62. Прво вика имате бавна фискална консолидација, второ имате одложена фискална консолидација. Под бавна фискална консолидација најмногу даваат забелешки во делот на структурата на трошењето, односно во 2024 година имаме голем раст на трошоците за плати и истовремено линеарното зголемување на пензиите се нотирани како две клучни мерки кои го забавуваат процесот на фискалната консолидација. Во делот на одложувањето даваат сериозна забелешка во имплементацијата на законот за буџети, односно одложената имплементација која што се однесува на буџетскиот дефицит па и јавниот долг како две клучни фискални правила кои што треба да бидат применети. Комисијата забележува и други проблеми: сива економија, слаб напредок во капиталните инвестиции, влошена надворешна позиција, односно поголем увоз од извоз и раст на цените. Македонија се повеќе заостанува зад Европската унија кога станува збор за животниот стандард. БДП по глава на жител бил 43% од европскиот просек во 2021, но наместо да расте, лани паднал на 42%. Голем проблем е и сивата економија. Лани процентот на луѓе кои работат на црно се зголемил на 12,3%. Според извештајот, планот за формализирање на сивата економија оди многу бавно, делумно поради реорганизација на надлежностите во новата влада. Цените на храната пораснале помалку во споредба со претходните години, а Европската комисија нотира дека инфлацијата повторно забрзува. Замрзнатите маржи имале само привремен ефект, а капацитетите на институциите кои се задолжени за надзор се покажале како недоволни. Во текот на летото, јули-август месец, кога веќе ние го достигнавме форма на лепливи цени инфлација, упорна инфлација, владата имаше серија на намери искажани во медиумите дека ќе направат фискална консолидација и ќе направат корекција на таквите експанзивни политики. Таквата нарација не ја забележуваме во моментот на овој извештај. Верувам дека земајќи предвид изборниот процес е завршен, владата сега има сериозен простор за точна имплементација на таквата намера. Иако кај пазарот на трудот се забележуваат подобрувања, високи 29% од младите се невработени. Растот на платите пак останал висок и бил поттикнат од зголемувањата во јавниот сектор и порастот на минималната плата. Мартин Арсов, Сител телевизија.